Влен ќе го преиспита учеството во владата, доколку Таравари остане да седи на две столчиња, порачуваат од Вреди по синокешната средба на премиерот Мицкоски со троецот Меджити, Касами и Ибраими во владата. Од Вреди за Канал 5 велат дека тројцата лидери пред Мицкоски настапиле со став дека со Арбен Таравари се потешко станувало функционирањето на владината коалиција, затоа што, како што велат, преку него се чувствувало влијанието на Дуи во владата. Се додека господинот Таравари има контакти со Дуи и остави простор за соработка, дури тоа го кажува јавно, за Влен се отежнува соработката во владата и тоа дополнително ќе се изрази на престојните локални избори. Затоа Влен предложи да се види до каде е соработката на господинот Таравари со Дуи, дали има простор нешто да се смени или воспротивно да се одлучи дали можеме да продолжиме во заедничка влада или не. Слични тонови можеа да се препознаат и во пораките што лидерите од Вреди ги објавија на социјалните мрежи по синокешната средба со Мицкоски. Непринципилната политика на две столчиња и на нејасни позиции каде што не се знае кој е партнер, а кој противник, заврши, порачаа тие. Меджити напиша дека Вреди синоќа одлучиле да се изгаснат светлата на лицемерието и воедно го потсети Таравари на лекот ефридол кој тој символично го носеше лани по изборните резултати, како порака до Дуи да ја залечат болката од поразот. Следуваше краток, но зајадлив статус на Таравари. Реакција не вреди, напиша тој. Мицкоски се сретна со коалицијските партнери од Вреди ден по неговата тет-а-тет средба со Таравари, која заврши без епилог, со најава дека разговорите ќе продолжат до крајот на месецов, до кога треба да биде познато какво ќе биде идното функционирање на Алијанса за албанците. За Влен таа дилема е затворена од денот кога крилото на Таравари реши на локалните избори да настапи со посебни листи за советници, што предизвика револт кај другите партнери. Брифинзите од владата пак за двете средби, и онаа со Таравари и онаа со Вреди, имаа еден заеднички именител, дека поминале во конструктивна атмосфера и партнерски дух.